Осама Бин Ладен е најскапиот непријател кој досега го имала Америка. Како што пренесуваат агенциите, Америка само за лов на Осама потрошила 3000 милиарди долари, што е 1/5 од годишното бруто домашно производство на САД. Бин Ладен е најскапиот државен непријател на сите времиња, се наведува во анализата на магазинот National Journal на основа на процена на аналитичарите на ова списание. Малку поскапо од фаќањето на најбараниот терорист е учеството на Америка во Втората светска војна. Историчарите проценија дека за Америка Втората светска војна чинела 4,400 милиарди долари. Голем трошок за Америка беше и војната во Виетнам. За истата потрошија 738 милиарди долари. Американската цивилна војна во втората половина на 19 век ги чинеше Соединетите Американски држави 280 милиарди долари, а донесе крај на робството. Во анализата за потрошените пари за Осама, аналитичарите ги земаа во обзир сите податоци од кога САД во 1998 година истиот го ставија на листата на најбарани. Америка не само што има издвоено огромни суми на пари за освојувачки војни, државата беше во загуба и кога го доживеа најскапиот напад во историјата, а тоа е нападот на Светскиот трговски центар на 11 септември 2001. Тогаш беше направена штета во вредност од 25 милиарди долари. Ова е причина што од 2001 па наваму за 50% е зголемен буџетот за одбрана на земјата. Зголемени се и трошоците за безбедност на дипломатските представништва на 2,2 милиарди долари во последните 10 години. Според аналитичарите, војната против тероризмот не допринесе за поголема, туку за помала стабилност во светот. Заклучокот на анализата е дека за 3000 милиарди долари САД не купиле ниту безбедност, ниту стабилност, туку само чувство дека е нешто сторено против некој кој е окарактеризиран како екзистенцијална опасност. На крајот на анализата укажуваат дека ако владата не се покаже малку рестриктивна во буџетот, наредните 10 години долгот на САД ќе се зголеми на 9000 милиарди долари, а со тоа Бин Ладен посхумно сепак би бил победник. Со тоа би се случило она што тој го посакуваше, а тоа е банкрот на Соединетите Американски држави, заклучуваат авторите.